СДСМ е должен да одговори кои се криминалците кои стојат за Алфите. Се подсмева им дофрла додека овие со оружје се закануваа кон Диме Спасов. Која е целта на нивното присуство таму и која е цената за нивниот ангажман? Овие прашања ги постави од ВМРО од ДПМН и повчерачниот почеток на расплетот на инцидентот со дополнителниот заменик министер за труд и социјала Диме Спасов. Од партијата велат дека после снимките кои излегоа во јавноста, никој во земјава повеќе не се чувствувал безбедно. Целата македонска јавност се увери дека СДСМ политиката ја гледа само како поле на кое што со конструкции и црни сценарија ќе се манипулираат граѓаните. Целата македонска јавност повторно на дело ја виде деструкцијата на аболицираниот Зоран Заев и неговите најблиски соработници. Сега секому му е јасно дека случајот Диме Спасов е класична криминално-полициска местенка. Сега секому му е јасно дека СДСМ го бараше Министерството за внатрешни работи заради реализација на ваквите местенки и злоупотреба на полицијата во партиски, апсолутно партиски цели. Чаушите во СДСМ, начело со аболицираниот Заев, одамна го окупираат СДСМ. Аболицираниот Зоран Заев наметнува политика која се базира на местенки, насилства и подметнување. Чаушите во СДСМ начело со аболицираниот Зоран Заев проценија дека треба да се склучи пак со криминалците кои го нападнаа министерот Диме Спасов, да се прикрие нивното насилство и да се организира медиумски линч на Диме Спасов. Во јавноста се поставува прашање по кое правило во службата полицајците од единицата Алфа извадиле и впериле оружје кон Спасов, кој со ништо не ги загрозил нив. Дали ќе се спроведе внатрешна контрола по кој протокол е извадено оружјето, но и дали лицето кое го возело автомобилот кој го бркаше Спасов низ Скопје има уредна возачка дозвола и дали тоа МВР го проверило. На пресконференцијата портпаролот на полицијата рече дека нема да ги коментира снимките кои синоќ излегоа во јавноста, во кои се гледа нападот врз Спасов, а дали имало пречекорување на властувањето ќе требало да се произнесе внатрешната контрола на МВР. Внатрешна контрола е вклучена во случајот и сите наводи околу тоа дали имало некакви пречекорувања, значи се испитуваат, така да ќе биде во секој случај. Ангеловски кажа дека со патничката на Спасов дала нова изјава за случајот во полициската станица Карпош, во која навела дека Спасов бил тој што управувал со туарегот.